почитуван председател на Совет за унапредување и надзор на сметководствената професија господин Рафајловски, почитувана господина Мисита, представничка на ИФАК, почитувани гости од деснавските здруженија од регионот, почитувани представници на националните институции, драги колеги, колешки сметководители, почитувани представници на медиумите, драги гости, дами и господа. Добре дојдовте на првата регионална конференција на сметководители во земјата. Би сакала да го повикам министерот за финансии, господинот Фатмир Бесими, и председателот на Совет за унапредување на сметководствената професија да се обратат. Повелете. Добро утро, почитувана госпожа Весна Прентовска, председателка на ИСОС, почитуван господин Горан Рафајловски, председател на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија, почитувани представници од регионот, dear guests from the region, тендеруар Мич Шиприја. Најпрвин би сакал да ви честитам на тоа што е сработено до сега, на сите вас во институциите, во однос на тоа што значат воведување на најнови практики и стандарди, сметководствени стандарди во нашата земја. Ми представува особена чест и задоволство што има можност денес во името на Министерството за финансии да ја отворам ова прва регионална конференција на сметководители, овластени сметководители на Република Северна Македонија. Почитувана директорка на Управата за јавни приходи, Централен регистар и други институции што се тука. Настан овој денешен кој представува признание за досегашната успешна соработка и заедничка вложеност на Министерство за финансии, Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија, како и Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија во Северна Македонија. Одржувањето на овој настан е исто така признание за досегашните резултати кои ги постигнавме во насока на спроведување на одредбите од Законот за вршење на сметководствени работи, кој се донесе и започна да се применува во август 2022 година. Значењето на оваа професија често пати е нагласувано како од страна на стопанските комори, професионалните здруженија на сметководители, така и од останатите заинтересирани страни кои го согледуваат значењето на поврзаноста помеѓу високо квалитетните финансиско известување и развојот на финансискиот и приватниот сектор во една пазарна економија. При тоа, имајќи го предвид и фактот дека објективното финансиско известување возможува транспарентност што води до поголема доверба. И истото значи можност за поголеми инвестиции и соодветно поголем раст на целокупната економија. Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија, кој стана предмет на надзор на самостојно и независно регулаторно тело, Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија, успеа изминатиот период да ги исполни своите надлежности и обврски кои му доделија согласно властувањето утврдени со закон, секако после периоди со предизвици, како што во економија во развој, и оваа професија сега сме горди да кажеме дека ги има постигнато овие резултати. Од тука можеме да констатираме дека заклучно со изминатата 2023 година во оваа професија активни регистрирани членови на институтот се вкупно 9726 лица, од кои 1089 се регистрирани како сметководители и 8637 се овластени сметководители. Во делот на правните субјекти лиценцирани се вкупно 1659 правни лица, од кои 13 се регистрирани како трговец поединец, сметководител, 269 се регистрирани како трговец поединец овластен сметководител, 1377 се друштва за вршење на сметководствени работи. Ги спомнав овие бројки, пошто слоганот е дека во бројките веруваме, иако се многу детални, но мислам дека вие како сметководители најлесно ќе ме разберете што значат бројките во економија. Значителен напредок се постигна и со завршувањето на преводот на меѓународните стандарди и финансиското
за финансиско известување, чија успешност се потврди и од Фондацијата за меѓународни стандарди за финансиско известување во Лондон. Имплементацијата на овие стандарди како следен чекор ќе возможи зголемување на ефикасноста и конкурентноста на домашната компании, а при тоа давајќи им нови можности за соработка со компании на глобално ниво. Воведувањето и употребата на овие стандарди ќе обезбеди конзистентност на финансиските извештаи на домашните компании со оние што се изготвуваат на глобално ниво, што е исклучително значајно за бизнес секторот, бидејќи со тоа се зголемува неговата ефикасност и конкурентност, креирајќи нови можности за инвестиции и соработка во глобални рамки. И дополнително, примената на меѓународните сметководствени стандарди и правила значително ќе придонесуваат за натамошното унапредување на сметководствената професија и нејзино издигнување на исто равниште со земјите во регионот, во ЕУ и глобално. И на крај, дозволете ми уште еднаш да ја поздравувам подготвеноста на организаторот за организирање на оваа конференција, преку која е препознаена неопходноста од регионална координација и соработка и со останатите земји од регионот, што возможува размена на искуства и знаење кое ќе се искористи во понатамошното креирање на политиките во насока на обезбедување на високо квалитетно финансиско известување кој е темел на функционално пазарно стопанство и здрав финансиски систем. Dear guests, once again, I want to thank you for being part of this regional conference. Wish you a successful working day during the conference today and looking forward for exchange of best practices. Të nderuar miq, edhe një herë punë të mbar gjatë ditës së sotme. Është kënaqësi që kemi gjithë juve së bashku me kontabilistët të rajonit që t'ju urojmë një punë të mbar dhe të këmbejmë praktikat, përvojat më të mira sa i përket kontabilitetit. Vi благодарам още веднъж. Успешен работен ден. Благодарам. Почитуван министр за финансии, пред се сакам да ви се заблагодарам прво вам, бидејќи овој проект од почеток го поддржавте и ни помогнавте во многу тоа. Почитувана председателке на ИСОС, директор на Управа за јавни приходи, директор на Централен регистар, почитувана представничка на ИФАК, почитувани гости од регионот и председатели на институт, почитувани сметководители. Ова е голем ден, се случува, како да ви кажам, кога имав 30 години и почнав во професијата, имав сон, овој бизнис го наследив од мојата мајка и аманет за нејзе, поранешна министерка господја Вера Рафајловска, јас продолжив и мислам дека прв пат сунувањето стана реалност. Втора работа што е многу важно, потпишани се и ќе бидат објавени меѓународните сметководствени стандарди, што значи дека влегуваме во една нова ера, нова примена, нов начин на размислување, ново подготвување и се надевам, искрено се надевам, и тука ќе застанам, дека сите ние што сонуваме ќе направиме професија која ќе остане позади нас, за сите нас, за нашата иднина, за нашите деца. Ви благодарам. Драги гости, дами и господа, чест ми е да отворам оваа конференција која се одржува во нашата земја. Навистина ми е многу мило што денеска сме сите тука да зборуваме за сметководството, да размениме искуства, да слушнеме за предизвиците, трендовите, но најважно се за потенцијалот на оваа професија. Сметководителите најчесто сакаат да зборуваат преку бројки, а и во бројките веруваме, како што зборува и слоганот на оваа конференција. Но сепак денеска ќе зборуваме јасно и прецизно за патот по кој треба да се движиме заеднички. Голема е честа што имаме гости од регионот, домашни институции, представници на Интернационалната федерација, сметководители, представници на корпоративниот, банкарскиот сектор и академијата. Тоа е гаранција дека оваа конференција ќе излеземе со заклучоци, но и нови искуства кои ќе можеме да ги примениме во нашата земја. Сакам да истакнам дека стратешка цел на институтот е поставување на стандарди на професијата, интегритет и професионализам,
кој ќе го зголеми угледот и позицијата на професијата сметководител во општеството. Низината значеност, и тоа не само за бизнисот, туку воопшто и за целиот бизнис. Денеска заеднички ќе работиме и ќе се посветиме да поставиме нова ера за нас, а со тоа ќе ги поставиме и темелите за следните генерации, кои во оваа сфера ќе гледаат атрактивна професија и потенцијал за развој. На тој пат многу ни е значено отпочнувањето на зачленување во ИФАК, што ќе значи и потврда дека се движиме во ист правец со развиениот свет, дека имаме капацитет и заслужуваме да сме дел од Интернационалната федерација. Денеска ќе имаме уникатна можност да ги слушнеме искуствата од регионот за зачленување во ИФАК, како и придобивките од членството, но најважно ќе можеме да видиме и што правиме ние на тој пат. Верувам дека ова ќе биде почеток на приказна за успешна регионална соработка и размена, како и унапредување на сметководствената професија и зајакнување на незината позиција во општеството. Незиното значење и важност, како и атрактивност за да создаваме нови генерации, колеги и колешки, кои еден ден на ваков собир ќе зборуваат за некои поведри теми од нашата дејност. Ви посакувам успешна работа. Добре дојдовте и од мене на оваа прва регионална конференција на сметководители, овластени сметководители на Република Северна Македонија, на која секако ќе разговараме за она што се трендови, предизвици, стандарди и перспективи на сметководството. Овој панел насловен како Патот до членството во Интернационалната федерација на сметководители воедно и кажува дека, самиот наслов кажува дека тоа е приоритет на ИСОС. Нашите панелисти, верувам, вам ви се многу добро познати, меѓутоа моја должност е да ги представам, а тоа се Горан Рафајловски, председател на Совет за унапредување и надзор над сметководствената професија, Јелена Мисита, представник на Институтот на представник на ИФАК и секако на Институтот на сметководители, ревизори и финансиски работници на Босна и Херцеговина, Весна Прентовска, председател на ИСОС, Сања Лукаревска, директор на Управата за јавни приходи, Марија Бошковска-Јанковски, директор на Централен регистар и Маја Стевкова-Штериева, председател на Македонска банкарска асоциација. Овој панел ќе го почнам со прашање до Горан Рафајловски. Секако ги слушнавме и во ведните излагања, во бројките е секако се. Министерот спомена импресивни бројки кои што зборуваат и за важноста на оваа професија. И од тука и првото прашање до вас: што добива државата и бизнисот со примената на меѓународните сметководствени стандарди, а во тие рамки она што е приоритет на ИСОС за членувањето во Интернационалната федерација на сметководители? Направени се неколку чекори за да воопшто дојдеме до овој степен и да дискутираме на оваа тема. Првиот чекор беше веројатно најтешкиот чекор, а да се спроведат регуларни избори за да се избере претседателството, да се избере претседателката, управниот одбор, надзорниот одбор, а воедно и собранието, кое можам да кажам поготово за претседателката и управниот одбор дека вршат лавовска работа и сум како Совет пресреќен што имавме толку транспарентен и добар избор и што имавме толку многу среќа да имаме таков добар избор на членови на управен одбор и нивни претседател. Исто така сакам да се заблагодарам и на сериозното учество на надзорниот одбор, како и на собранието во носењето на сите одлуки. Огромна благодарност до Централниот регистар што успеа да издржи заедно со нас и да го спроведеме подпишувањето сметководител и овластен сметководител исклучително за годишна сметка и да не може да помине поинаку тоа, што значи воведуваме сериозен ред во професијата. Многу брзо тоа го очекуваме од Управата за јавни приходи, каде што бројката на 70.000 подносители на даночни пријави ќе се сведе на едно 5.000 подносители, а тоа ќе значи многу поголем ред, многу поголема регулатива. Во бројки ќе значи, јас ви гарантирам за 2 години од сега, од 35% сива економија, намалување на сигурни 25 до 22% на сива економија, бидејќи тоа ќе биде застанување
на крајот на нелегалното работење на голем дел и на стопанственици, како и на дел од нашата струка која се придружуваше кон нив. Ова што ќе остане, имаме задача сериозна да изградиме нова младина, каде што ќе им донесеме сериозна иднина, факултетите и во рамките на факултетите мораме да обезбедиме многу, апсолутно многу подршка, да ни создадат кадар и кадарот да доживее транзиција, која транзиција ќе не однесе таму каде што посакуваме и ќе се гордееме на струката што ја работиме, ќе бидеме препознаени на улица и ќе бидеме почитувани. Рафаеловски, благодарам за сега. Елена Мисита, што е она што треба да се направи и какви услови треба да исполни една организација како што е ИСОС, секако и од останатите институции кои што се засегнати во овој процес и сето тоа на патот кон членството на ИСОС во Меѓународната федерација на сметководители? First of all, good morning. It's so lovely to be here, and thank you so much for the invitation. And thank you for your question. I don't know why I'm a guest here and I received the toughest question. So, it's a path, it's a journey. Can we accomplish? Yes, we can. Whole region can accomplish. All countries in our region did it. We can do it. But how many things we need to do? A lot. Is it easy path? No, it's not easy. But you know, when you went through that journey, you understand how much it's transformed the profession. I understand. I grow up in this region. I live here. I work here. And I understand that sometimes we are tired of the word transition, reform. I'm listening that for whole my professional career. Sometimes I don't believe in the reforms and transition path in different ways. But in this, I truly believe. Because I see the transformation of the profession in the whole region. What that means? It means that the opportunities are high. It means that you can do a lot of other things and you can more and more advance the profession. So I will try to make it in 3 simple things. This is the hard path. It's not easy. It takes some steps. There's 7 standards which needs to be accomplished. But it's rewarding because in those transformations, you need to have in mind just 3 things. What does it mean? The trust and the confidence distinguished ministers say today. That's the key words. Trust in the profession. It's a question of how you secure, as a professional accountancy organization, of course, and other stakeholders who are here today, how you ensure the quality. How you ensure that the members are doing the right thing. IFA can help you on that path. The other thing I would like to point out, what we learn through all this path is right thing, right people. So professionalization is the answer. We need to work hard to gain the new skills, what is necessary in today's environment. Is there anyone in this room who can please raise a hand if you feel, in the last couple of years especially, that it's sometimes difficult to find a stood foot? You see how sometimes you are not anymore sure what's going on in the business environment. You're not sure if you can coping with it. We see so many changes is happening. Can we respond as professionals in all of these changes? Yes, we can, but we need to be prepared on time. We need to react now. So I go back, what IFAC brings to the professional accountancy organization, new perspective. So yes, it's worth investing a time and effort and a lot of sometimes painful steps, but to make the step forward. As I said, right thing, right people. And one more important thing, which this path is bringing, is right behavior. So basically, what we are all aware, the importance of the code of ethics.
This is the three main thing what I just wanted to share with you. And I just want to say, this is going to be a difficult path. There are the standards. I don't want to discuss about them now. But I want to tell you very clearly what is the outcome when we fulfill all of these standards. Whole region did it, help us a lot, but I'm sure that whole region altogether, we can do much better. And I'm also very thankful all the representatives of professional accountancy organization from our region are here with us today, and you will have opportunity to learn more how they did it in practice in the second session. Thank you so much. Благодарам. Благодарам мисито, секако целиот регион може многу и може нели повеќе. Принтовска, но што е она што ние досега го имаме направено, новиот закон за вршење на сметководствени работи е донесен во август 2022 година. Кои се главните достигнувања од неговата досегашна примена во делот на обврските на ИСОС? Да, точно, законот се донесе 2022 година, започна процес на воздигнување на професијата. Тоа беше еден од стратешките мотиви на институтот. Заостануваме како држава во регионот од нејасни причини, меѓутоа тоа беше мотив плюс ние како институт и практично да ги надоместиме сите години кои сме ги изгубиле. Мислам дека успеавме да отпочнеме важни процеси кои што се во интерес на зајакнување на професијата, меѓутоа и на доследно спроведување на законските обврски. Прво нешто најважно што го направивме беше ажурирање на регистрите. Ако сакаме да бидеме професија и да се издигнеме на малце повисоко ниво, прво треба да знаеме кои сме и колку сме. Беше макотрпен процес, траеше повеќе од 6 месеци, меѓутоа овозможи во моментот подобра евиденција и веќе имаме нека јасна слика каде се стремиме и на кој пат одиме. Успешно го завршивме процесот на размена на податоци со Централниот регистар. Беше макотрпен процес и искористам оваа прилика да се заблагодарам на одличната соработка и на поддршката на Централниот регистар. Стварно, навистина, храбро издржавме. Меѓутоа, сега точно знаеме кои сме, колку сме, кој све може да поднесува годишни извештаи, затоа што тоа е единствен начин да воведеме регулација во професијата и да имаме контрола над сите финансиски текови. Сепак, ние сметководителите сме единствена алка помеѓу државата и стопанството и реално одговорноста која имаме е голема. Втор чекор кој што го направивме беше предизвик огромен, преведовме околу 2000 страници на меѓународните сметководствени стандарди. Процес кој бил да го влекуван од 2009 година, меѓутоа за кратко време успеавме да го направиме. Стандардите се одобрени од Меѓународната федерација финансиско известување од Лондон и денес е стварно одлична прилика што се подпишани и ќе бидат објавени за многу брзо време, што значи дополнителен предизвик за нас, за нивна примена и подготовка. Ние како институт ќе направиме све да ја спремиме подготовката за сметковителите да добијат соодветна насока за нивна примена. Меѓутоа, пак ќе кажам, чекорите и предизвиците кои што се пред нас се уште големи, како што и Јелена спомна, главната наша цел е членство во ИФАК, затоа што се работи за меѓународна федерација која што има повеќе од 180 земји членки и придружници и неколку милиони сметковители членови, што самиот факт кажува каде се стремиме и ние. Така да не чекат прилично интензивен период. Следува уште многу работа секако. Сања Лукаревска, ќе продолжам со вас со прашањето какво е значењето од имплементација на меѓународните сметководствени стандарди за државата? Најпрви благодарам на честа да видам дел од овој настан и поздрав до сите присутни овде. Добра е управата за јавни приходи што е дел од овој настан, затоа што мислам дека сме најтесно сврзани со сметководителите пред се како институција и сме во секојдневна комуникација со нив. Пред се да им се заблагодарам на сите добронамерни критики кои што ги имаат упатено за сите наши постапувања, процеси, состојби и така натаму. И мислам дека имплементирањето на меѓународните сметководствени стандарди ќе допринесе за да се продлабочи нашата соработка пред се од една страна, а од друга страна да не биде
олеснување и на нас како даночен орган во делот на детектирањето на се она што значи незаконито работење или во некој сегмент може би даночно затајување, а од друга страна ќе олесни многу и на самите сметководители во делот на нивното работење, затоа што на многумина перцепцијата им е дека управата собира даноци, а сметководителите се тие што се занимаваат исклучиво со приходите и расходите на компаниите. Напротив, станува збор за една многу покомплексна работа и уште поголема одговорност во сиот тој сегмент. Она кое што треба да биде ветер во грб и на даночната администрација, меѓутоа и на сметководителите, е дигитализацијата на процесите, не само кај нас, туку и генерално во сите институции, за да им го олесни целиот тој процес. Во многу мои обраќања имам напоменато дека дали е направено доволно во делот на дигитализацијата, сметам не, дека може и понатаму и повеќе да се прави, меѓутоа само заеднички, со меѓусебна поддршка ќе може тоа да го оствариме. Пак ќе се навратам на почетокот. Меѓународните сметководствени стандарди биле предмет на дискусија кој што сме го имале со многу компании. Сме имале многу различни размислувања ние како даночен орган заедно со моите колеги кои што работат на сите овие прашања. И на крајот само можам да кажам дека тоа што го каже и господинот Рафајловски, ако со самата нивна континуирана примена, мислам дека ќе успееме да намалиме барем малку од она што представува процент на сива економија во нашата држава. Тоа е барем еден од чекорите, плюс сето она кое што и не представува и нашата работна задача и одговорност. И уште еднаш сакам да се заблагодарам и на поддршката, и на сугестиите, и на критиките кои што постојано ги добиваме од сметководителите. Тоа не прави да бидеме уште поуспешни. Да, Сања Лукаревска, благодарам. Секако за сивата економија би сакала малку повеќе време да оставам и подоцна на крајот од самиот овој панел. Би продолжила со Марија Бошковска-Јанковски, како што спомена Лукаревска, потребен е ветер во грб, а тука веќе како да го имаме со оглед дека помина процесот на електронска размена на податоци помеѓу ИСОС и Централниот регистар на Македонија, па еве како помина целиот тој процес? Благодарам на прашањето, благодарам на поканата денес да бидам присутна на првата регионална конференција. Централниот регистар е институција која што е основана со закон и единствена институција со релевантни информации за сите правни субјекти во државата, кои што се основа и за креирање на нови регистри во државата. Оно што сакам да го напоменам е дека Централниот регистар континуирано се труди да го подобри своето функционирање во насока на добивање на релевантни информации до крајните корисници. Дали тоа значи добивање на информации преку интернет дистрибутивен систем, веб сервиси, односно електронските услуги или пак на друг начин на добивање на информации. А што се однесува до историскиот аспект на соработката со ИСОС, ќе напоменам дека во 2012 година со носењето на Законот за вршење на сметководствени работи, за прв пат сметководителите и овластените сметководители на територијата на Република Македонија се организираат во Институтот на сметководители и овластени сметководители и со носењето на овој закон и измените во другите закони во кои е регулирано поднесувањето на годишната сметка, се пропиша годишната сметка и финансиските извештаи да ги подпишува сметководителот, односно овластениот сметководител кој ги составил, при што се наведува и бројот на уверение под кој е евидентиран во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија. Ова е извадок од законот. Но примената на овие одредби не профункционира во целост. Со носењето на новиот закон за сметководствени работи во 2022 година
и назначувањето на новото раководство на институтот се пристапи кон поинтензивна соработка. По одржаните неколку работни средби помеѓу представниците на Централниот регистар и представниците на институтот се пристапи кон потпишување на договор за соработка, со кој што договор детално се регулира начинот на електронското поврзување и електронската размена на податоците неопходно за функционирање на регистрите. Процесот започна со превземање на податоците од институтот, со цел да се истестира целиот процес и отстранување на сите пропусти и недостатоци во реална околина. Со поврзувањето на Централниот регистар и институтот на овластените сметководители се воспостави целосно спроведување на законските одредби и се овозможи непречено функционирање на системот за поднесување на годишните сметки и елиминирање на нелојалната конкуренција која што беше присутна во сметководствената фела. Со овој чекор, Централниот регистар како институција ориентирана кон задоволување на потребите на корисниците, во конкретниот случај, потребите на сметководителите е првата институција во државата која електронски се поврза со институтот и се покажа како добар и лојален партнер на сметководителите како професионална заедница. Еден податок, оваа година се поднесени 94.555 годишни сметки, а дури 79.454 годишни се поднесени електронски, што е за 3.000 повеќе од лани, и овој тренд трае низ годините наназад. Бројот на сметководители кои ги поднеле годишните сметки е околу 3.500, од кои 300 се нови, додека 800 сметководители кои до лани поднесувале годишни сметки, оваа година не поднеле. Благодарам. Секако и за бројките, можеби ќе оставиме простор и да ги прокоментираме дополнително. Маја Стефковска-Штериева, меѓународните сметководствени стандарди се веќе преведени, наскоро ќе бидат објавени, се очекува нивното објавување, меѓутоа дел од банките веќе ги применуваат, па прашањето од тука е колку време им беше потребно на банките за да се прилагодат и како одеше тој процес? Благодарам. Пред се да се заблагодарам на поканата за учество во овој панел. Пред да ви одговорам за банките и меѓународните стандарди, сакам да направам еден кус осврт на оваа професија, професијата сметководител, на улогата на сметководителите и поврзаноста со банките. Навистина, бидејќи ова прва регионална конференција, просто е неизбежно за мене како банкар да не проговорам на оваа тема. Бидејќи, за да ме разберат слушателите, некои од нив знаат, некои не знаат, освен мојата улога председател на Македонската банкарска асоциација, јас сум член на управниот одбор на една од најголемите македонски банки и надлежна сум за областа финансии, но воедно и член на одбори кои што се во делот на кредитирањето. Зошто го кажувам ова? Затоа што еден од проблемите со кои што банките се соочуваат, ние во повеќе наврати овдека од повеќе од учесниците на панелот го слушнавме зборот сива економија. Ако целата држава е обременета од проблемот на сивата економија, можете да замислите колку се обременети банките кога ќе им донесат биланси во кои што не целосно се презентирани фактите за работењето на компаниите. Токму поради тоа од особено значење за нас е вашата улога како сметководители, како некој кој што на целосен, сеопфатен, точен, прецизен начин ќе ги евидентира настаните на нашите деловни субјекти, кој што во финансиските извештаи сето тоа ќе го презентира на точен, навремен начин, врз основа на кој ние ќе можеме да донесеме одлука за кредитирањето. Впрочем, во Македонија кредитирањето е еден од најголемите и најзначајните улоги на банкарскиот сектор, трансмисиониот механизам помеѓу суфицитарните и дефицитарните субјекти, и кога ќе не прашаат дали има доволно добри проекти, често не е прашање дали има доволно добри проекти, туку што е она што можеме да го видиме во билансот на македонските компании.
Имам колега кој што има обичај да каже сметководител чудотворец. За жал тоа често се среќава и помеѓу менаџерите, собствениците на компаниите. Да, видете, јас како некој кој што е надлежен за таа област верувам дека сметководителите, луѓето од финансии навистина можат многу, но никако не се согласувам дека треба да ги исполнуваат музичките желби на менаџерите и на газдите на компаниите и дека треба веродостојно и на соодветен начин да ги презентираат, како што реков, и настаните и се она што е потребно. Впрочем, токму и поради тоа, во многу делови, во многу моменти, за многу проекти, тој процес на кредитирање на некој начин може би е забавен. Некој ќе рече може би дека сме премногу отпорни на превземањето на ризик, но во крајна линија нашите одлуки за кредитирање се базираат на билансите на компаниите. Долго време во Македонија одлуката за кредитен ризик на Народна банка се базираше на денови на доцнење на компаниите, како што се менуваат стандардите, тука ќе дојдеме и до меѓународните сметководствени стандарди. Во нашата регулатива се вградуваат се повеќе елементи кои што се базираат на билансите. Квантитативните показатели кои од нас се очекуваат да ги земеме во предвид при утврдување на кредитниот ризик на компаниите се нешто што се базира на книгите на нашите клиенти. Така што веќе не се само денови на доцнење, туку се показатели кои што ние ги извлекуваме од тие податоци, а тие податоци нас не се испорачани од квалитетно сметководство, од квалитетни сметководители кои што работат за нашите компании. Значи, ова е нешто што навистина едноставно не можев да го избегнам, да го споделам и на некој начин да ви дадам поддршка во вашата борба за професионализам, за вистинско место во нашата економија, во финансискиот систем, во компаниите за кои работите, да ви се посвети тоа должно внимание и заслуга која што ја навистина ја заслужувате. Што се однесува до банките и до меѓународните стандарди, навистина мислам дека на повеќето им е познато дека банките, особено ако се има во предвид дека многу од нив се во собственост на странски групации и стандарди кои што не се преведени во Македонија на македонски ги применуваат, особено поради фактот што повеќето банки изготвуваат финансиски извештаи и по стандардот на Народната банка на Република Македонија, односно по пропишаната регулатива од страна на Централната банка, но и по меѓународните стандарди за групацијски цели или пак некои од банките кои што не се членки на групациите ги изготвуваат овие извештаи за потребите на соработка со меѓународните институции. Не беше лесно од моментот кога е почнато тоа, ние за прв пат еве Комерцијална банка конкретно, тоа го започна некаде 90-тите години со влегувањето на Европската банка за обнова и развој. Мачен е патот секогаш, но битно е дека ние сме посветени и дека сакаме да ја постигнеме целта. Благодарам. Продолжувам повторно со Рафајловски. Маја веќе спомена дел од она што е моje следно прашање, а тоа е како да се унапреди професијата сметководител и во која насока треба да се превземат одредени активности за заштита на правата на професионалните сметководители, но од друга страна она и што вие го споменавте, како повеќе да се активираат младите да бидат вклучени во оваа професија. Начинавте дел од овој одговор во првиот ваш одговор. Јас бидејќи долго паметам, значи веќе имам доволен број на години, го паметам времето кога 90-тите години сметководителите вистински беа почитувани во компаниите, беа десна рака, финансовите директори, шефот на сметководство буквално беа десна рака на генералниот директор и комерцијалниот поготово беа врзани едни до други. Но едноставно, како и секоја транзиција, така и во нашата, се уништи голем дел од професијата, се уништи голем дел од она што тогаш се правеше по сите редови, иако се работеше можеби пешки, како викаат, на картици со подпишување, ние ги воведовме компјутерите, ама од кога ги воведовме компјутерите, да се добија повеќе можности, но се помалку и помалку желба за следење на регулатива. Регулативата повторно се враќа на голема врата.
во буквална смисла на голема врата, бидејќи меѓународните сметководствени стандарди ќе мора да се преминуваат од 1.1.2025 година за сите. Тоа ќе значи сериозно подигнување на нивото пред се на оние што го даваат или ќе го дадат знаењето на сметководителите, па понатаму ќе оди со подигнување на сметководителите и работење нивно. Очекувам институтот многу брзо да издаде правилник до јуни, бидејќи има препорака од Советот за тоа до јуни негде правилник за начин и работење во сметководствената професија и што се подразбира по сметководствена професија, бидејќи во изминативе години се подразбира и работи кои не се во сметководствената професија. Па понатаму очекувам едно исклучително голем напор на сите нас да го постигнеме тоа и да ја започнеме новата година некако спремни. Спремни сигурно нема да бидеме, но некако спремни да се придружиме, бидејќи тоа придружување понатаму значи донесување на струката на она рамниште што е потребно за да ние се приклучиме на семејството на светски сметководители, каде што нашата лиценца и диплома ќе биде важечка секаде во светот, а ќе биде потребно само да се положи законска регулатива за да може да се работи. А бидејќи е модерно време, ново време, можете да работите од дома, преку компјутер, интернетот сега овозможува се, и од таа причина мислам дека има голема перспектива во оваа професија и дека младите лесно нема да ги убедиме, но со исклучителна кампања, со труд, заедно со подобро образование и поголем прилив на млади луѓе на економските факултети баш во оваа сметководствена насока, ќе направиме иднина која што и сега можеме да кажеме дека ја создаваме, но од која што стварно ќе се гордееме. Благодарам, Рафаеловски. Мисита, еве во контексти на ова што го зборуваше Рафаеловски, јас би ве прашала кои се според вас трите главни придобивки од членството во ИФАК за професионалните сметководители и генерално за развојот на оваа дејност? Okay, it's very difficult to answer now. Mr. Rafailovsky just mentioned a couple of them, so he responded already on this question. But yeah, okay, I would like to say the three main benefits. Okay, I can tell you what is like scientifically proved that more professional accountants means economical development. You know, there is a clear correlation between that. But you will tell me this is not the information what we want to know. Yeah, it's the obvious thing. It's proved. What does that mean for me personally? Like, I'm the professional, I'm struggling for so many years. What I gain from the membership when my professional accountancy organization joined to IFAC, what that means for me? It means that you have credibility. It means that you get the credibility and trust what you need to have. It means mobility also, what Gordon mentioned. It means that you can work for any kind of company in this world, you can work for any kind of digital services, you can provide so many different kind of services, what maybe in our region we are still just starting doing it. It's just, we're just shifting, but we are not still there. So it's more opportunities. That I would say from different perspectives. It's more opportunities for all key stakeholders you have around. I'm lucky to be with them today here. It's more opportunities for you as a professionals, and it's a huge opportunity for your country. So I think from different perspectives, we can say there is a lot of benefits for everyone involved. But I know you're most interested in what is the most beneficial for me as a professional. So it's a huge opportunity, and things are fully changing. You know, I know I will tell you the story, and I think we're going to be clear. One of our colleagues decided to work from one international company, and it was one of the biggest the strongest EU economies. He wanted to work actually remotely for them. You know, he said, I prefer to stay at my home. I prefer to stay at my home also.
but I want to deliver services for them. The first thing what they ask him, is your professional accountancy organization is a member of IFAC? It's a benchmark. It's a minimum. And I said, yeah, it is a full member of IFAC. They said, okay, then you have just one more. You need to go through the legislation, as Mr. Goddard mentioned. You need to pass that exam, but you are fully capable professional to work on our market. So there are so many opportunities, and I just tell one story because I was sure that this is something what I want to confirm that is happening for all professionals in our region, and they're looking for us more and more. I just want to say that we can see the trends, which is increasing actually the needs. They want to outsource. In EU countries, they're looking for professionals from our region. They would like to outsource our expertise. And this is one of the way how you can, from your home, also join and work more on the more expand market. Thank you so much. Благодарам Мисита. Принтовска, во контекст на ова што го зборуваше и Мисита, би сакала да се надоврзете со оглед дека стратешка цел на ИСОС е членството во ИФАК, па од тука и еве какво е значењето на овој процес, а и она што го зборуваше Горан малку поконкретно во насока на воведување на правилата, правилникот кој што треба, спомена, да биде донесен до јуни. Видете, отпочнување на чекорот да станеме членка на ИФАК, за нас ќе значи препознавање и признавање на сметководителите, како во државата, така и во регионот. Ќе изградиме некои стандарди, некое ниво со кое што ние ќе можеме да бидеме на исто рамниште со сите, дека имаме капацитет како ФЕЛА имаме, дека имаме знаење имаме, меѓутоа дека мора да воведеме некои стандарди, принципи, професионализам и етичност мораме. А како што и Маја спомена, сметководител чудотворец. Ако знаеме да правиме све за бизнисите, прво треба да знаеме да правиме све за себе. А ако сме ние тие единствени што ја прават калкулацијата за данок на додадена вредност, прво треба да си додадеме вредност на себе. Како што каже и Маја, треба да се цениме и да се вреднуваме. И тоа е целта на институтот, да им помогне на сметковителите да се ценат, да се вреднуваат, колку можеме да помогнеме да истиснеме лојалната конкуренција и оние што се мали и кои што се борат за опстанок, да им помогнеме, да ги доедуцираме, да им дадеме мерки, механизми со кои што они ќе морат да опстојат на пазарот. Придобивките се големи, меѓу и обврската и одговорноста е голема. А само така, како што каже и Елена, дека младите може и ремоут да работат, може да ги привлечеме во оваа професија. Много е едноставно да бидеш признат во светот и да имаш бенчмарк и да работиш од дома ремоут. Тоа е, мислам, придобивка што мислам дека сите ќе ја добиеме. Благодарам. Лукаревска спомена Јанковска дека веќе кај нив е завршен тој процес, по тука сега сакам да прашам и докаде е завршување на процесот за техничка размена на податоци помеѓу ИСОС и УЈП и дали управата за јавни приходи е подготвена за тој потек? Најпрвин да кажем дека на обострано задоволство и со ИСОС и со управата за јавни приходи одржавме неколку состаноци за да ги предвидиме следните чекори во делот на нашето функционирање. Драго ми е што соработката со Централниот регистар е во завршена, согласно на кое што ќе им олесни и на ниво делот на прегледни, чисти листи и на сметководители, односно овластени сметководители. Треба да подпишеме меморандум за соработка и врз основа на тоа да направиме соодветно и мечирање на податоците кои што постојат и во базата на Централниот регистар и она кое што го имаме ние како соодветен податок. За сите нерегуларности и за се она што представува сметководител кој што не е во рамки на базата која што има ИСОС, постојано не известуваат и алармираат за некои соодветни и други појави кои што можеби ќе ги забележат, а имаат врска во делот на поднесувањето на ДДВ пријавите или некоја друга соодветна документација. Така да, ако поутрото денот се познава, можем да кажем дека навистина со подпишувањето на меморандумот, мислам дека ќе имаме
одлична соработка и во делот пред се, за да може да направиме една веродостојна структура на она што значи сметководители. Благодарам. Благодарам, Сања. Јанковски, споменав и вие кажавте на почетокот дека кај вас е завршен тој процес, па еве малку поконкретно кои се придобивките и од друга страна дали какви аномалии можеби беа откриени во текот на самиот процес? Морам да признам, при првите состаноци со институтот и за начинот на кој што би го воспоставиле тој систем на размена на податоци и за тоа како ќе функционира, морам да признам бевме малку скептични и можеби помалку и со страв прифаќавме, бидејќи навистина е огромна обврска како за нас така и за нив, но за среќа и за волја на вистината се излезе во најдобар ред. Иако поминавме многу тежок период, може да го прашате регистарот за годишни сметки. Но како и да е, ќе издвојам 3 придобивки од самиот воспоставен систем помеѓу институтот и Централниот регистар. Првата и најбитна, што се исклучува човечкиот фактор при проверка на уверенијата на подносителите и грешките се сведени на минимум. Во позадина има комуникација на системот на ЦР со регистрите на ИСОС и проверката на подносителите се прави автоматски. Втората придобивка е што се елиминира, односно се исклучи од процесот на поднесување на годишни сметки од страна на сметководители кои што работеа незаконски. Со таа придобивка се добива двоен резултат, како за сметководителите што работат согласно закон, така и за државата и плаќањето на даноците и придонесите за државата. Третата придобивка е што е подобрен квалитетот на поднесените годишни сметки, затоа што истите се поднесуваат од стручни лица и тоа се забрзува процесот на контрола, што е многу важен, како и одобрувањето на годишните сметки. Сакам да потенцирам дека ние како институција сме горди што излеговме во пресрет на барањата и потребите на сметководителите кои што макотропно работат со години и одлично си ја знаат својата работа и навистина е гордост да бидеш сметководител. Не дека јас сум дипломиран економист и дека завршив контрола и ревизија, професијата сметководител е навистина за почит, бидејќи тие се тие кои што го прават прегледот на правниот субјект, како што докторот се грижи за нашето здравје, така сметководителот за финансиската состојба на секој правен субјект, односно зборам од аспект на евиденција и прикажување на реалната состојба. Она што го спомена председателката на Македонската банкарска асоциација, не од влијанието на менаџерот, туку сметководителот е тој кој што навистина ја знае состојбата за тоа како работи еден правен субјект. Благодарам. Јанковски, Маја Стефковска-Штириева, вие споменавте во однос на придобивките на банките и прилагодувањето, од воведувањето на меѓународните сметководствени стандарди, меѓутоа и на самиот почеток на оваа дискусија се наметна прашањето во однос на сивата економија, прибирањето на даноци. Некои проценки се дека сивата економија би се намалила од 10 до 14% поени. Горан спомена исто така одредени бројки во однос на ова прашање, по оттука еве би сакала и сите панелисти малку да посветиме внимание, односно да дадеме одговор на ова прашање во однос на тоа што ќе значи и за сивата економија, но и за привлекување на нови инвеститори, примената на меѓународните сметководствени стандарди. Па добро, генерално настрана од тоа на што претходно се осврнав, потребната евиденција на сите финансиски деловни настани соодветно во книгите на компаниите, бидејќи кога зборуваме за сивата економија, всушност ние зборуваме за нерегистрирани појави во рамките на економијата и од страна на деловните субјекти. Тоа е едно од прашањата, а прашањата на меѓународните стандарди и нивната примена
настрана од придобивките внатре во рамките на земјата, една од најголемите придобивки би била од аспект на инвестициите. Но во тој дел подеднакво, значи како за домашните инвестиции, така и за инвестициите од странство, меѓународните стандарди за секој оној кој што ќе ги прегледува книгите, односно ќе ги чита книгите на компаниите, значат полесно разбирање. На примерот на банките, да го илустрирам тоа, без практично имало периоди кога билансите на банките и финансиските извештаи биле презентирани исклучиво по стандардите на Централната банка, што во случајот на странските инвеститори, посебно во периодот пред кризата од 2008, кога во Македонија имавме значаен прилив на странски портфолио инвестиции, пред да се објават извештаите по меѓународни стандарди, со дел од инвеститорите во комуникацијата мораше да се објаснуваат одредени сегменти од извештаите, зошто е тоа на таков начин презентирано или зошто е на таков начин евидентирано. Например, превземениот имот во делот кај банките, тој ми е некако најлесен за да го илустрирам, превземениот имот кај банките, откако ќе го превземат по регулативата на Централната банка, се оштетува со првата година депризнавање 20% и понатаму како што одминува времето, нели секоја година, при што еднаш годишно мора да се прави препроценката, додека по меѓународните стандарди тоа не се применува на таков начин, односно се применува проценка врз основа од страна на проценителите и пазарната вредност. Што има своја логика и регулативата на Централната банка, која се има во предвид во Македонија, дека имавме еден период кога превземениот имот на вистина достигнуваше во билансите на банката огромен износ и мораше да се најде некој начин на подобро регулирање на тоа прашање, но од друга страна и по меѓународните стандарди, тоа е сосема правилен пристап кој го користат повеќето, нормално не повеќето, сите европски земји и светски гледано, нели, меѓународните стандарди како се применуваат, така да тоа на инвеститорите им дава јаснотија во тоа што го читаат. И сега кога би читале, би имале еден извештај по еден стандард, друг извештај по меѓународните стандарди, вие треба да им објаснувате на нив зашто ова се разликува. Да, не е тоа толку нелогично по македонската регулатива, затоа што имаме плиток пазар, затоа што имаме неликвиден пазар и така натака. Има тука своја аргументација зошто тоа треба да биде така, но од аспект на инвеститорот вие треба да му дадете јасна слика за тоа што се случува. Сега во конкретниот случај јас го користам примерот на банките, но тоа подеднакво се однесува на било која компанија. Друга илустрација, се надам дека имам време, имав предприемачка всушност, која беше психолог и развиваше бизнис во делот на маркетинг. Имаше одличен проект, ова е кейс стади факултетски, иако е од реалност земен, одличен проект кој што таа развива својата компанија, неко 3-4-5 години, добро работи и доаѓа моментот кога има заинтересирана странска компанија која треба да ја купи. Собственичката на компанијата вели: камо да знаев книгите да ги водев на начин како што треба да се водат, затоа што кога дојде инвеститорот сега, јас не можам него да му објаснам колку е овој бизнис профитабилен. И меѓу другото, дури тоа што го има, треба да го преработи на стандарди за него да му биде јасно и читливо и да може да разбере со што има работа. Така што ова се мислам доволни илустрации за да без да се навреќам нели сега на споредби помеѓу ИФРС стандардите, илустрации за тоа колку е важно да се применуваат меѓународните сметководствени стандарди. Лукаревска, Иве, во овој контекст во кој што зборуваше Иштериев, што ке значи воведувањето на меѓународните сметководствени стандарди за наплатата на даноците? Како што напоменав и претходно, тоа ќе значи дека ќе се зголеми пред се наплатата.
од една страна, од друга страна ќе се намали секако и сивата економија. Тоа е заедничка цел и на нас и на сметководителите. Меѓутоа, пред да се почне со било каква примена, неопходно е и во соработката која што имаме да преминеме и на обуки, на соодветно доекипирање, на информација која што е неопходна за да се имаме взаемно, за да може да имаме и вистинско и правилно постапување. Се она кое што представува меѓународен сметководствен стандард, за нас ни олеснува многу повеќе работата, затоа што имаме и прегледноста во делот на работењето на секоја компанија или на секој физичко лице конкретно, а со тоа значи дека ќе ни олесне и многу и во делот на детектирањето на одредени ризик фактори кои што ние како институција ги имаме, а тоа ни е секако и наша обврска, така да сметам дека чекор по чекор ќе може да и ова е исто така многу битно во делот на борбата против сивата економија. Така да и соработката ќе биде неопходна и понатаму. Да. Рафаловски, вие почнавте со ова прашање уште во самиот вовед, дека сивата економија се очекува да се намали од оние 35 на 25%, па еве малку повеќе детали, што ка значи тоа и во однос на самите инвестиции? Значи, ајде да тргнеме од почеток. Сметководителите во главном управата за јавни приходи ја гледаат како непријател. Делумно го има заслужено тоа, делумно не. А сигурно е дека никогаш во животот нема да бидеме best friends forever. Тоа е исто така јасно, бидејќи нивната работа е да ги наплатат даноците и да ја заштити државата да ги наплати даноците. Но сигурно е дека ние мораме да тргнеме во правец каде што ќе бидеме колеги кои се почитуваме од двете страни. Имаме горливи прашања кои управата ги решава на еден начин, ние ги размислуваме на друг начин. И од таа причина мислам дека ќе мораме да имаме можеби месечни во почетокот, а понатаму и 3-месечни состаноци каде што горливите прашања ќе ги решаваме заедно и ќе носиме заеднички став како нешто треба да се направи и како нешто треба да се спроведе. И кога точно ќе се знае и од страна на инспекторот, и од страна на сметководителот, што може да се спроведе, а што е казниво со закон, тогаш вие нема да имаме веќе никаков проблем и сметководителот кој направил грешка, ако не е техничка, ќе биде сериозно казнет прво од управата за приходи, а второ ќе биде казнат и од институтот за одземање на лиценца, бидејќи ќе прави материјален фалсификат. И во меморандумот сериозно треба да пристапиме кон едуцирање исто така на инспекторите како што треба да се едуцираме и ние сметководителите. И ова е еден долготраен процес кој нема да трае ниту месец, ниту два, ниту пола година, туку ќе трае низ години и како што кажав од почетокот, сигурно е дека нема да бидеме најдобри пријатели, но сигурно е дека ќе бидеме колеги кои со почит ќе се поздравуваме, ќе знаеме и ќе знаеме што сме направиле во ситуацијата. Стравот предизвикува други последици. Стравот не е потребен и тој страв ние ќе го разбиеме само ако комуницираме постојано, заедно, едни со други. Имам извонредна соработка со директорката Сања на управата за јавни приходи. Стварно соработката ни е извонредна. Знам дека и кај ни се случуваат промени, треба да го доправат софтверот кој кочи и кој е проблем на сите вас кога треба да поднесете пријави, но и вие заедно, но и јас заедно со вас, знаеме да го правиме тоа во последен ден и знаеме да правиме обструкција на софтверот или еднаш 15 пати поред ќе дадеме иста пријава и ќе го бутнеме софтверот, едноставно ќе го бутнеме системот, па кочи некаде половина час. Така да кривицата е некаде на половина, 50-50 да кажа. И од таа причина, ако ние тргнеме да сработиме нешто како што треба, а сме тргнати во добар правец, имаме подршка од управата за јавни приходи. И кога вие ќе станете и јас заедно со вас единствени потписници на даночните пријави, кога ќе се сибне товарот на 70.000 токена на даночни пријави, тогаш многу поедноставно и за управата за јавни приходи да го контролира данокот и да се знае кој плаќа, кој не плаќа,
Тогаш е многу поедноставна комуникацијата и многу поедноставно ќе биде разбирањето помеѓу инспекторите и сметководителите. Зошто доколку ако не се разбереме, ако настане проблем на терен, тогаш ви имате нас во институтот, потоа институтот, па тогаш ќе седне институтот да разговара дали стварно треба нешто да се наплати или не, или ќе донесеме заеднички став дека во оваа ситуација е погрешно и мора да се исправи ситуацијата како таква. Јас минимални бројки кажав за намалување на сива економија. Ова ќе биде сериозно намалување кое ќе трае во процес од 2 до 3 или 4 години. Сериозно. И понатаму на државата ќе остане да ја намали онаа сива економија без фирма, со продажба на тезга, на нива. Тоа не е работа на институтот, тоа не е работа на нас сметководителите, тоа е работа на истражните органи, на полиција, финансова полиција и други органи. Но оваа сива економија сериозно ќе се намали, а со тоа ќе се даде полна шака права на државата и можности, нормално и средства, да инвестира во она што е иднина за сите нас. А ние, како сметководители, верувајте дека за краток период, исклучително краток период, ќе станеме почитувани повеќе од што можете да замислите. Благодарам, Рафајловски. Лукаревска, како еве сметководителите да не ја гледаат управата за јавни приходи како непријател, како да се подобри софтверот и како да повеќе се едуцираат инспекторите, се трите прашања кои што ги извлеков од одговорот на Рафајловски. Ја не мислам дека ја гледаат како непријател. Единствено ја гледаат како непријател они кои што сакаат да го изиграат законот. А мислам дека наша обврска ние тоа да го детектираме навремено и сме го детектирале навремено. Овие причини кои што ги кажа господинот Рафајловски во делот на софтверот не се оправдување дека не треба да се посветиме максимално за тоа да го олесниме пристапот на сите сметководители, но дел од причините се и тие. И најлесно е да се бараат грешки, но тука заедно треба да си помогнеме еден на друг. Дека имаме перфектна соработка, тоа го напоменавме. Дека има постојано одговараме на прашање. Еве тука го гледам и колегата кој што е раководител на секторот за услуги на даночни обврзници и даноци. Значи, ние постапуваме транспарентно и сме отворени. Затоа и на почетокот кажав, секоја сугестија и критика ја прифаќаме најдобро намерно, затоа што тоа е всушност и наша обврска, за да може да бидеме се подобри и подобри. Може би не комуницираме многу, често не сме имале средби со представници од сметководителите, но секој пат по нивно барање, мислам дека сме покажале дека имаме разбирање, заедно тие доаѓаат и со одредени компании кои што имаат одредени дилеми во однос на она што значи констатирање на наот од страна на инспекторите, но мислам дека сме ги сослушале, можеби некаде сме утврдили дека ние имаме направено соодветен превид или дека некаде има одредени небулози во делот на законското постапување, така да мислам дека сме пред се партнери во соработката. Благодарам. Лукаревска, Мисита, наскоро треба да бидат објавени преведените меѓународни сметководствени стандарди, па од тука прашањето е што ка значи нивното објавување, кои се придобивките? All the benefits, more or less was already mentioned. What were going to be the benefits of and they greatly shared their experience, and it's very clear. But it's crucial to have them in terms of to really adopt them and implement them. So in our region, we talk for years about translation. We struggle with that because it's very difficult to translate. Some of us have less expertise, some of us has more. It's very, very difficult work. And it's a hard work, and I congratulate to the Institute because they did it a great work. You need a lot of effort behind that and the processes to put in place. But the translation is just the start. This is just the start. You have a translation, but now the more hard work in terms of the profession actually start. This is just the baseline. So benefits, we are aware of them.
But in the same time, I would like to go back to one very important point, and what I would like to be my key message today, to really implement them. Translation and adoptions are first steps. In our region, always the problem starts with the implementation. So you have a great situation right now. As I see today, this morning, you have a great support of all stakeholders as a profession. This support is crucial. On the long term, it's very important that you all work together. I know I know how much the stakeholder engagement is important. I'm sure about this. And to work all the time together. Yes, we have that. You have opportunity which brings your law, this is what I learned about law in Macedonia, that give you a very good opportunity to develop the profession to the next level. So you have the baseline. Also, you have now translation of the international standards. So you have all necessary steps to move to another level. Implementation, full implementation is the key. So in our region, what happened? It happened, partial implementation. We didn't do it fully. It was a part of it. Because it's tough. It was not easy. So I go back to my key message. Why I'm saying this? I'm saying the benefits are obvious. This lady has explained the benefits, and it's clear. But how are we going to achieve that? One of my key messages is education, education, and education. That's the only way that we really can fully implement it and to have all that benefits for our own economy, for our own country, and for all generations who will join to this wonderful profession. Уште едно прашање имам. Поддршката на сметководителите од страна на државните институции секако е важна и од друга страна споменавте и дека соработката и имплементацијата всушност е исто така клучна. Прашањето е како да се олесни процесот од една страна и кое е искуството од ЕВ Босна и Херцеговина што може да ни го пренесете? Again, I get the toughest questions. It's not fair. Vesna didn't tell me this. Of course, she didn't prepare me for this. But before we move, Sanya, I would love to have coffee with you after this, and I'm inviting all head of sectors and inspectors in this room. I would love to be your friend, so to make it clear. Vesna definitely don't want to be my friend because she didn't, the toughest questions she prepared for me this time. But I will try. Maybe I gain her attention. So I go back to what I said. Main and develop competences. Be ready for this. How to facilitate? You have everything set in place. You have all stakeholders, but you need to be ready to respond to this. We're going to be tough. You know what happened in the region? This is us, and we are the master in this. In our region, it happened that some of the countries decided to pick and choose the standards. It's like a menu. Oh, this one is a difficult one. We will not going to implement it. We will apply this because it's easy to do it for us, but some of them we will avoid because it's something what it's going to take us a lot of time and will going to be very difficult. With that approach, profession didn't get where it's supposed to be. But in some countries in our region, they take it very seriously, implementation of the standards. And they didn't take that as a burden. They understand on time that this is opportunity for professionals. Not only in the whole context, what we discussed, but this is also opportunity for all of you in this room in many different ways. So I think what I can see and what I learn with the Institute on tough way, that's definitely, but what I learned that you have everything set in place, you just need to move forward and to go with this, and this will going to be a great journey
for all of you. Thank you. Ке имам тешко прашање и за Прентовска, Еве. Кои се следните чекори во овој процес, кои што треба да се направат и како да се забрза, може би, целиот процес? Да се забрза, ние ќе дадеме се од себе, меѓутоа мислам дека треба да одиме чекор по чекор. Ипак се работи за поставување на стандарди и градење на капацитет кој што треба да биде долгорочен, а не краткорочен. Добро е што имаме поддршката од сите институции, што можам да кажам стварно соработката ни е одлична на сите полиња. А следните чекори се од почнување на исполнување на 7 точки кои што ИФАК реално ги бара. Се доста захтевни, бараат доста работа и напор, меѓутоа мислам дека институтот има капацитет и тоа ќе почнеме договорот што наредна недела веќе да го почнеме чекорот. 7 точки имаме да ги исполниме. Поддршката од регионот ни е тука, ќе ни ги дадат искуствата, така да мислам дека ќе биде предизвик кој следи. Рафаеловски, еве и до вас прашање, кои се начините на кои што може да се забрза овој процес? Да работиме, не можеме да забрзаме, можеме да работиме. Значи, во дискусиите што ги имавме деновиве, од прилика Македонија е можеби спремна во 4 до 5 точки да одговори одма, бидејќи некои работи се веќе направени. Дали се направени што сме сакале да ги направиме и да ги постигнеме? Веројатно е тоа, следејќи го дефинитивно ИФАК, но едноставно сме сакале да ги постигнеме. Има уште некои работи кои мораме да ги доработиме и да сватиме дека влезот ќе значи многу работа за сите нас. Промената на овој начин на кој што го работиме сметководството и оставањето на идејата дека сметководителот треба да биде креативен, а не само слеп следач на некој правило, туку дека треба да биде креативен во однос на работењето, а сепак да ги следи правилата, е голема можност да излезат од овие професионалци суперпрофесионалци. Тие суперпрофесионалци, верувајте ми, ќе не повлечат напред. Ќе повлечат млада генерација, ќе повлечат нови деца, кои ќе разберат дека од ова може од овде, значи и од ова место каде што седам во моментот, да работи за голема компанија, да советува голема компанија и да изработува документи за голема компанија. Значи, тоа што се нуди овој пат не е морков па да трчаме некаде и како награда. Него тоа е едноставно процес на подигнување на сите нас на едно вистинско високо рамниште. Каде што, верувајте ми, јас имав можност дури далечната 97 година да видам како тоа изгледа во светот и продолживме на неколку конгреси да одиме понатаму на сметководители. Се надевам дека во иднина и дел од вас заедно ќе се отиде на нешто и ќе ја сватите големината, ќе ја сватите значењето и ќе се борите да го постигнете тоа, бидејќи иднината е во знаењето, во професијата и во тоа како ние ја цениме и ја спроведуваме нашата професија. И уште кратко до Лукаревска и Јанковски во контекст на се ова што го зборувавме досега, би завршни зборови во однос на тоа како ќе продолжи поддршката од страна на двете институции кои што се клучни за сметководителите во следниот процес. Самиот процес на поднесување на годишни сметки започнува од самиот почеток на годината, од 1.1. за изминатата и трае до 15 март електронски. За ревизорските извештаи до 36. Самиот процес на поднесувањето на годишните сметки се одвива навистина безпрекорно. И соработката со Управата за јавни приходи и до сега било одлична и ќе биде одлична, како и со институтот, во насока на подобрување и на не само на годишните извештаи, туку и во насока на подобрување на услугите и за бизнес заедницата,
Ние веќе имаме и меморандуми подпишано за соработка, каде што би излегле во пресрет на бизнис заедницата во добивање на електронски документи од типот на дозволите, лиценците, царинските документи и сите останати пропратни електронски исправи кои што се потребни за движење во правниот, платниот и правниот промет. Конкретно, сето тоа е на Македонската информатичката магистрала на интероперабилност, меѓу кои сме поврзани нормално и со КИПС, и со Агенцијата за вработување, каде што сето тоа се одвива електронски на магистрала. Воедно и Македонската банкарска асоциација, банките и сите останати чинители во општеството може да ги користат податоците од Централниот регистар за нивните потреби во насока на добивање на информации за нивниот бизнис партнер, know your customer, или ако се прави некоја подлабинска анализа, дали било од Управата за финансиско разузнавање или од страната на банките, што е и согласно Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, и воспоставениот веќе регистар на вистински собственици и идниот единствениот регистар на трансакцијски сметки согласно новиот закон за платни системи, што е имплементација на ЕУ директивите. Конкретно, ако би сакале уште нешто повеќе, ја би можела, не би сакала да должам. Благодарам. Иако и во самиот процес на ова поднесување на годишните сметки, морам да нагласам, имавме и малку и непријатни состојби од злоупотреба на броеви на лиценции на сметководителите, но за тоа и веќе информиран институтот, ќе се санкционира, се надевам дека во иднина нема да се врши таа злоупотреба, бидејќи сепак професијата сметководител на вистина е подигната на едно многу повисоко ниво, за разлика од минатиот период. Благодарам. Маја, во воведот имавте убаво излагање за улогата на сметководителите, па би сакала еве за како крај на овој панел да финиширате со една порака до луѓето кои што се дел од оваа професија, секако и до институциите чија што поддршка е важна за развој на професијата. Па добро, јас, нели како што кажав, се усврнав на значењето на сметководителите и на овој институт. Но со што нели во Македонија, па и регионално, па и во Европа генерално се мачиме сите, е финансиската писменост и на населението, но и на многу од професионалците и менеджерите. И во таа смисла мислам дека не е лошо да се продлабочи соработката помеѓу стопанските комори, таму каде што се наоѓаат оние кои што ги носат одлуките, оние кои што ги водат компаниите и оние кои што за жал често знаат да го направат притисокот за тоа што треба, што не треба. Весна Приеска спомена, ова ќе биде тешко, ова ќе биде лесно. За да нема тешко и лесно, јас не се сомневам дека ниту сметководителите, ниту луѓето од финансиската фила ќе имаат проблеми, ќе дадат отпор да применат нешто. Длабоко сум уверена, а и моето искуство со банките, со луѓето со кои што јас сум работела, е дека кога се изготвуваат финансиските извештаи, еве, например, кога сме работеле по ИФРС стандарди со странски партнери на ревизорските куќи, кога ќе ви каже вака има да го изработите и крај на пригазната, немаме што веќе да дискутираме. Ама ние овдека во Македонија, почнувајќи од Кодексот за корпоративно управување на Македонската бирза, кога требаше да се примени, што е едно релативно поедноставно споредено со меѓународните сметководствени стандарди, првиот отпор се појави од една од коморите. Токму и заради тоа, иако сум била член на една од коморите, на управниот одбор на една од коморите, знаејќи ги какви се состојбите во земјата, мојата порака би била поработете повеќе со оние кои што го имаат влијанието, затоа што на крајот на денот, колку и да работите, колку и да се трудите, колку и да ги применувате стандардите, рековме дека тие ќе бидат преведени, но дали ќе бидат применети
како и со законската регулатива. Ние имаме одлична регулатива, ама немаме целосна примена. Токму и заради тоа мислам дека треба сите чинители, сите стейкхолдери да го разберат значењето на сметководството, на сметководителите и на стандардите. Ви благодарам. Благодарам, Маја. Благодарам на сите за учеството во овој панел. Весна, со оглед дека вашата стратешка цел е членство во ИСОС, јас се надевам дека тоа ќе биде навистина брзо реализирано, особено што повеќето од засегнатите на раководните позиции тука и меѓу нас се жени, а верувам дека тоа ќе значи уште поголема поддршка. Јас на сите ви благодарам за присуството на овој панел. Секако ве поканувам на кафе пауза, а потоа следуваат уште два навистина интересни панели.